Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во ученицата по предметот македонски јазик. Јас сум наставник Дејан Трпевски, наставник по македонски јазик Општинското основно училиште Симче Наставски Вратница. Овој час е наменет за учениците од 7 оделение на македонски наставен јазик. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме што е атрибут. Кои зборови се јавуваат во функција на атрибут? Како да го препознаваме атрибутот во реченица? Потребни работни материјали за овој час ни се тетрадка, молив и боички. Пред да се запознаеме со атрибутот, најпрвим да се потсетиме на она што учевме на минатите часови. Што е реченица? Кои се главни реченични членови, а кои се неопходни реченични членови. За таа цел, гледнете ги следните илустрации. Земете ги вашите тетрадки и за секоја илустрација напишете по една реченица. За овие илустрации може сте ги напишале следните реченици. Девојчето пие овошен сок во кујната. И за втората слика, момчето попладне јаде вкусна праска. Сега, во овие реченици, со една сина боја, да ги подвлечеме подметот. Со две сини бои, да го подвлечеме прирокот. Со 3 црвени линии, подвлечете го предметот, а со прекршена линија подвлечете и определете ја приложката во предел. Ајде сега да провериме дали успешно сте ја изработиле зададената задача. Во првата реченица, што е подмет? Што беше тоа подмет? Подмет е оној дел во реченицата што ни кажува на тоа кој го врши дејството. И одговара на прашањето кој пие овошен сок, например, во оваа реченица. Тоа е девојчето. Девојчето е подмет. Понатаму, за да го пронајдеме прирокот во оваа реченица, си поставуваме прашање што прави девојчето? Девојчето пие. Значи, пие прирок во оваа реченица. Следно задолженијата ви беше да откриете кој збор е предмет во оваа реченица. Што пие девојчето? Девојчето пие сок. Понатаму да определите приложката определба. Каде девојчето пие сок? Во кујната. Значи, при оваа приложка определба за место ни кажува каде се врши конското дејство. Хајде да видиме втората реченица. Подмет во втората реченица е момчето. Кој јаде праска? Момчето. Што прави момчето? Момчето јаде. Јаде е прирок. А што јаде момчето? Момчето јаде праска. Понатаму, кога момчето јаде праска? Момчето попладне јаде праска. Што забележуваме во овие реченици? Во овие реченици, оние зборови што се подвлечени со сина боја, тоа се подметот и прирокот, тие ни беа главните реченични членови. Основен член во една реченица е прирокот. Без прирок нема реченица. За прирокот велиме дека е создавачки член на реченицата, затоа што ја создава реченицата. А што беше реченица, да се подсетиме? Реченицата е една искажана и завршена говорна мисла. Понатаму, предмет и приложка определба. Што се предметот и приложката определба? Тие се неопходни реченични членови.
Кажавме дека предметот е оној член во реченицата врз кој преминува дејството, додека приложката определба ни кажува на околностите под кои се врши дејството и ни кажува на тоа кога, каде, како, зошто, со која цел, под кој услов се врши дејството. Сега, што забележуваме во овие реченици? Забележуваме дека во овие реченици ни остануваат необјаснети два збора. А тоа се овошен, првата реченица, и вкусена во втората реченица. Овошен, со зборчето овошен, ја определува именката сок некоја особина. Каков е тој сок? Овошен. И во втората реченица, праска, именката праска, ми кажува на тоа каква е таа праска. Вкусна праска. Значи, определува именката по некоја особина. Овој дел во реченицата го нарекуваме атрибут, а тоа и целата на овој час не да се запознаеме со атрибутот. Што е атрибут? Атрибутот е второстепен реченичен член, кој определува именката по некоја особина на предметите, суштествата и појавите, кои ги менува таа именка. Кои зборови се јавуваат во функција на атрибут? Функција на атрибут се јавуваат придавките, например, убава девојка, училишна зграда, понатаму заменките, наше училиште, моја тетрадка, броевите, првиот ученик, трета среќа, именките, парче леб, чаша вода. Или именки со предлог, например, платно со памук, кој пак може да ги скажеме и на друг начин, например, памучно платно. Како да го препознаеме атрибутот во реченицата, како да го пренајдеме? Ајде да ги погледнеме овие две реченици. Сонја има бисерни зави. Андре има зави бисерни. Што забележуваме? Овие обележани во боја зборчина. Каде се наоѓаат? Каде се наоѓаат? Тие се стојат пред или по именката. Што значи дека атрибутот може да стои и пред и по именката. Атрибути најчести се придавки и именки. Сличност и разлика помеѓу атрибут и епитет. Слични се според функцијата и објаснуваат именката, например, дождлива есен. Но разликата во тоа што епитетот е со преносно значење. Например, златна есен. Што значи златна есен? Тоа значи великетна, плодородна, убава есен. Да повториме. Атрибутот ја објаснува именката. Атрибутот е второстепен реченичен член. Неговото отсуство не доведува до несоодветна информација, туку се сиромашува информацијата. Во функција на атрибут се јавуваат придавки, именки, заменки и броеви. Атрибутот во реченицата е пред или по именката. Да ги провериме стекнатите знаења на овој час преку следните вежби. Првата вежба да го пронајдеме атрибутот во следниве стихови. Ајде, во вашите тетрадки запишете ги следните стихови. Ископајте длабок бунар. Извадете ладна вода. Натопете лути рани да не горат, да не болат. Стопирајте го видеото и пронајдете го, подлечете го атрибутот во овие стихови. Да видиме кој е решението и дали вашето решение е точно. Зборовите кои што се со црвена боја и се подлечени се атрибути во овие стихови. Како што забележувате, тие се пред именката и се согласуваат со именката според родот и бројот.
Втората вежба. Следните реченици, запишете ги во вашите тетрадки. Анета чита книга. Кошаркарот даде кош. Ветрот дуваше. Пиевме сок во паркот. Ненадејно некој тропна на вратата. Овие реченици проширете ги со атрибути. Стопирајте го видеото и запишете во вашите тетрадки. Да провериме кој е едно од можните решенија на овие реченици. Например, Анета чита интересна книга. Атрибут е интересна. Ја определува именката книга. Понатаму, кошаркарот даде невозможен кош. Ја определува именката кош. Понатаму, пролетниот ветер силно дуваше. Пиевме сок во градскиот парк. Надејно некој тропна на нашата врата. Што забележуваме? Дека сите овие зборчиња со црвена боја се пред именката и тие се атрибути во овие реченици. Ние со потребата на атрибутот, значи не ја сиромашивме реченицата, туку само ја збогативме. Доколку научивте на овој час што е атрибут, кои зборови се јавуваат како атрибут во реченицата, како да го пронајдете атрибутот во реченицата, која е разликата меѓу атрибут и епитет, одговорете со да, не и делу. Доколку на поголемиот број од овие прашања одговорите позитивно, тогаш со сигурност вие имате усвоена оваа наставна единица. За домашна работа, првата вежба, на набројаните именки допиши, збогати ги по три атрибута. Например, интересна, забавна, детска емисија. Именките се куќа, пролет, сонце, поток, другар. И втората вежба, напишете краток состав на тема еден пролетен ден, во кој ќе употребите што повеќе атрибути. Како инспирација може да ви помогнат и следните илустрации. Почитувани ученици, се надевам дека овој час ви беше интересен и ја усвоивте наставната единица, тоа е реченичен член атрибут. Ве поздравувам, посакувам убав ден.